во 3 наврати беа евакуирани децата од Бапчор, организирано. Еден од партизаните, задолжен од ДАК, да не води по пат, каде се одеше низ планина, па Желево, Преспа, па Дупени и така натаму. На секоја колона по 20 партизани наоружени, меѓутоа ние патувавме само ноќе. Преку ден се криевме во шумите, бидејќи имаше авиони, бомбардира и така натаму, а ноќе се патуваше. Ноќе повеќе патувавме заради авионите, ноќе ден е во шумите скриени, тука кај што има водичка, кај Преспанско езеро и така натаму, нели? Без храна, без нешто, селаните, од село во село, благодарение ќе не примат селаниве кои Блекце, Лепче и така натаму. Од селото заминавме од 8 сат, тука во Пожарско бевме од 9 и од 9 тргнавме горе према ова Ниџе планина и цел ден патувавме, стигнавме навечер горе до самиот црт, граница со жица обележена. И се спуштевме доле, не фати тогаш март месец негде имаше уште снег. Се спуштевме доле на неутрална, на југословенска страна, не фати темница и тука преспиевме во едни влашки колеби. Тоа е. Сестра ми, што доживеа една траума, она дојде, момчето и погина, тргна со девојче 4 години и машко со 2 години. На одење, додека стигнат во Романија, девојчето се разболе, 4 години умре од тифус. И мене ме носеа фактички, на раме ме носеа, или постари деца поголеми, или мајка ме носеше до границата и после границата. Се сеќавам, јас бев толку исцрпен, ми падна косата, веројатно тифус имав. Не знам која болест била. Ми опадна косата, бев кожа и коска, со месеци јас не може да стојам на нозете. Се пешки. Пешки, боси, голи, односно со опинчиња тргнате, стигнате, боси, со крвави ноги. Тоа има и документација за тоа, нели? Низ планините, од Бапчор, значи преку Бигла, па на Преспа, значи па одење преку Преспа, па влегување во Дупени, Долно Дупени и така натаму. Стигнавме до Карулите и тука не однесува до Градешница. Тоа е Мариево. Од Градешница отидовме во Старавина со војски камиони, стигнавме до Битола. Од Битола со возови стигнавме до село Брилово. Од Дупени, па од Љубојна се качиме во камион. Тука спиеме 1 или 2 вечери, значи во селото. Од тамо на камион до Битола, од Битола во едни вагони теретни до Прилеп, прифатилишто ни беше во Слепче, кај манастирот Слепче, од Битола према Прилеп, во еден манастир тука престојуваме одреден период и едно време заради тоа што слаб беше и приемат тука и искрана и се, а веќе бевме малце као позрели и можеме да се бориме, еден ден организирано тргнаме назад да си одиме, нели, за Егејска Македонија. Со возови до село Брил. Стигнавме од Дупени, па од Љубојна се качиме. Пиеме 1 или 2 вечери, тука спачи во селото, од тамо на камиончери, во едни од Битола вагони терет, Прилеп, до прифатилишто ни беше во Слепче, од Битола према Прилеп, во еден манастир тука
престојуваме одреден период и едно време заради тоа што слаб беше храна и се, а веќе бевме малце као позрели и можеме да се бориме, и приме тука и тргнеме назад да си одиме, нели, за Егејска Македонија. Со возови до село Брил. Стигневме Љубојно се качиме од Дупени, па од тука во селото, од тамо на камион вечери, во едни од Битола Прилеп, едни до прифатилишто ни беше во Слепче, од Битола према. Не нахранија, се измивме, се пресоблекувавме кој имаше што да пресоблече. Кога стигнавме во Желево, пак спиев, јас не се сеќам баш на деталот. Тогаш дојде татко ми да не посети, да не види, бидејќи тој тука бил во близина со единицата. И само кога се освестив, кога си дојдов при себе, го видов вака само како сенка. Тој нормално не прегрна, не бакна и од тогаш веќе не го видов освен на сон. Бевме исплашени. Јас се сеќам дека мајка ми му викаше на братот, оди, дај некој кокошка, некој петел, нешто, свитке му врато, земи, да носиме, не знаеш кај ќе одиме. Ќе одите во школо, ќе учите и ќе се ослободиме и вие ќе си дојдете, значи фактички на готово. Тоа беше паролата. За да можеме ние да помагаме овде, не можеме цело време со децата да бидеме, значи вие ќе одите, ќе си бидете во училиште и ние ќе ослободиме, а вие ќе се вратите. 2-3 месеци додека заврши војната и ќе се вратите до Битола, така знаевме ние сите. Отидоа тие трите, сестра ми, двата братија. Ние мислиме во Битола, а тоа Ѓурѓо Романи идов днес. Но потоа во Битола на распоредија, во вагони, во возови, овие товарни возови, не изнапикаа и не изнатрупаа, значи, до Белград. Од Белград се не префрлија во други возови, да речеме унгарски, романски, полски, чешки и така натаму. И од тамо, значи, во камиони, во Битола сеќавам некој оброк ми дадува, што чај со лепче некој така. И во вагони за стока, не беа тоа вагони за патници, туку за добиток. Од тамо во првата станица беше во Скопје, мислам кога што излеговме од возот, и во Скопје добивме некој оброк. И од тамо до Белград, и во Белград беше всушност раскрсница. Да, и тоа не е оде по фамилии или по групи, ке рече овој вагон оди за Чешка. Нетоварија во товарен воз. На границата после со Руманија бевме ни измие, ни избањата и ни ништо, бевме цели полни со вошки. Кога дојдовме на границата со Руманија, не слекоа све, не пуштија во некои базени вака, може тие бани беа, се избањавме. Не качија во воз и тоа со не во, како други што не кажува, туку со кревети за спиење и се разбудевме во Чешка република. Таму во логор не сместија. Тоа беше 48 во март месец. Разболе ми се калина во това поле широко, никој при неја немаше,
Sa jedno pile šareno, šareno. Nikoj pri neja nemaše, sa jedno pile šareno, šareno. Vo usta voda noseše, so krilca senka držeše, držeše. Ej more pile šareno, šo dobro vide od mene, od mene. Kalino mome ubava, koga goreše gorata, gorata. Ti men voraci držeše, so maslo krilca ladeše, ladeše. Ali бидејќи гладни за леп, немало леп не се давало и многу пати моите родители со мајка ми памтам, ќе одем од едно село во друго, тоа Пријепските села едно друго, многу пати кучиња не нападна и ни вика, бе шо, вика, вас не можеме да враниме тука, не сте еден. И стварно не еден. Секој, некој бара, ко чергари, ко питачи, тоа е ужасно едно друго. И ајде од тамо, вамо по 2 недели, дојде наредба, кај ќе не носат, вика, ќе ве носиме, кој знае кој каде, вика. И од тука не товарија во вагони, товарни вагони, со стока што чува тамо едно друго, товарни вагон, послани слама едно друго и еден вагон колку 20-30 души. Се извине, кој туа, кој болен, кој кашля, кој... За никаде тоа ужасно било. Дојдеме во Београд и од Београд одма однесат во Гако, некој во Сомбор, некој во Гако.